Со отворање на стари националистички теми наместо со проекти, Дуи се надева дека ќе имаат некаков успех на локалните избори, па така ќе успеат да испровоцираат превремени парламентарни, но тоа нема да им успее, граѓаните немаат толку кратко паметење. Премиерот Христијан Мицкоски е дециден дека предстојните локални избори ќе бидат избор помеѓу стариот систем што ја уназадил државата и нова перспектива за заеднички напредок. Се надева на позитивна кампања која ќе се однесува на проекти, но нема да биде изненаден ако Дуи продолжи со риториката со која земјава ја враќа 2 или 3 децении назад. И повикувам сите граѓани, буквално сите граѓани да размислат. Дали ќе паднеме во замката која што ја сервира Дуи преку одредени опозицијски медиуми и портали, би рекол, да создадат една ваква параноична ситуација и да коментираме теми од пред 20, 25, 30 години, или да збориме за нови сали, за нови автопати, за нови детски градинки, за нови училишта, за нови инвестиции и така. Според него, кандидатите кои ги нуди Дуи се оние кои ги натерале албанците да се иселат од Македонија, додека пак оние кои ги нуди владеачката коалиција се кадри кои сакаат заеднички да ја градат иднината. Во меѓувреме го повика својот партнер во владата Вреди да не потпаѓа на националистичката риторика на Дуи и остро реагираше на изјавата на вице-премиерот Изет Меджити, кој порача дека војната на Учака била праведна. Не може да биде апсолутно разумна и праведна од заседа да се убиваат припадници на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. И јас апелирам до сите разумни политичари да не играат на картата на Дуи и на оние кои што сакаат да не вратат 25 години назад. Да ги оставиме политичарите кои што делеа во минатото. Тие немаат тема на иднината. Тие не знаат што е иднина. Тие се заглавени во собствената матрица на минатото. Прашан за очекувањата од изборите и дали доколку исходот не биде посакуван, ќе има промени во владината коалиција, Мицкоски рече дека оваа влада има освоено повеќе од 600.000 гласови и уверен е дека неговата партија ќе биде апсолутен победник на изборите.